Манастирската црква Свети Климент и Пантелеймон ја изградил Свети Климент Охридски кон 893 година. Црквата е изградена во трихонокален стил како тролисна детелина со наос, нартек со галерија, северен трем, јужен отворен трем, кубен над олтарниот простор, кубен над централниот простор и камбанарија на западниот дел. По 530 години овде повторно се пренесени моштите на Свети Климент Охридски, прв словенски епископ и основоположник на Македонската православна црква. Плаушник уште во старохристијанскиот период бил многу почитуван простор. Тука имало голема поликонхална црква и уште една петобродна базилика, двете со крстилници откриени во поново време. После варварските пустошења и потреси, старата триконхална црква ја обновил Свети Климент. Место кое е од исклучително значење за верската и уметничката култура од првите векови па се до ден денес. Место каде што Светиот Климент Охридски ја основа Охридската школа, односно Охридскиот универзитет, кој представува прв универзитет таков тип. Универзитет во 9 век, замислете, со 3500 студенти, завршени богослови, преведувачи и така натаму. Изградена е во 893 година врз постоечки темели на претходна црква, која датира по претпоставките историски и археолошки од 7 век, која била посветена на Светиот Пантелеймон. А Свети Пантелеймон па како голем светител и лекар бил прочуен и во овој крај, расширен е култот и Свети Климент продолжува да го заживува и ја создава и ја гради црквата и се именува како ктитор во историските записи на оваа црква и градител самиот Свети Климент Охридски. Во време кога Свети Климент е поставен на служба во областа Белица, да биде белички епископ, тоа е во оваа околина и во околината на Албанија, тогаш се оддалечува Свети Климент од Плаушник, но никогаш неговиот дух не замира, туку секогаш и во секоја погодна прилика Свети Климент доаѓа на ова место да се помоли, да го најде својот мир. И затоа и не случајно баш на ова место сам го копа својот гроб и го поставува веднаш до пронавозот на црквата, која веќе во новата црква се наоѓа внатре и внатре се положени моштите. Во 1962 година патриархот руски Никодим, кој што бил овде во Охрид, самиот изјавил дека писменоста и културата потекнува од ова место. Што говори дека делото и работата на Свети Климент е од огромно значање не само за нашата држава, туку и пошироко за сите словенски земји. Впрочем, знаеме и дека школата која што изградил Свети Климент во истиот период, учениците кои излегли од таа школа се расшириле по сите словенски земји. Спас во воскресе од гроба. Благословене си, Господи, научи мја оправданием Твои. Свети Климент Охридски е најдаровитиот ученик на сесловенските браќа Кирил и Методи. Живеел во втората половина на 9 век и првата четвртина на 10 век. Свети Климент за мене представува еден голем чудотворец. За самиот охридски народ и за целиот македонски народ представува личност која што е поврзана со духовна личност, значи поврзана со преведувачка дејност, познат како епископ, познат како просветител, познат како вероучител на многу монаси и свештеници, пастир пред се, и иако веќе 1100 години од кога е што е упокоен Свети Климент, сепак ден денес тој, иако е телесно упокоен, духовно се уште действува во Охрид и се уште действува низ целата Македонија. И целиот онај верен народ кој што го знае тоа и го чувствува,
секојдневно и непрестајно сите овие 1100 години, значи прибегнуваат кон неговите свети молитви, кон неговото тивко застапништво. Со своите уши тој ги слушал божествените евангелиски зборови на учителите и со своји уши ги гледал нивните богоозарени ликови и евангелиски дела. Свети Климент се родил околу 840 година некаде во Македонија. Некои историчари сметаат дека се родил во Солун или во неговата околина, а тоа го поврзуваат со фактот дека уште како млад бил повикан од светите браќа Кирил и Методи во нивната мисија. Ко гробу Твоему спасерида. Заедно со светите браќа отпатувал во Панонија и Моравија, каде живо учествувал во мисијата за словенска богослужба и словенско православие. По смртта на своите свети учители, под притисок на германците, а по Божја промисла, заедно со другите ученици од Моравија, тргнале на југ, како гостин при кнезот Свети Борис Михаил и потоа дошол во Охридскиот крај, за да го учи својот народ на Божји вистини. Таму Свети Климент прво основал манастир во Белица, кај што му било и првото епископско седиште. Покрај многуте богослужбени книги кои што ги превел преку целиот негов живот, најпрво ја превел, значи од старогрчки на старомакедонски јазик, божествената литургија, затоа што знаејќи ги, живеејќи значи во неговиот живот во голем пост и молитва и големи подвизи, ги знае благодатите кои што ги дава божествената литургија и учеството во самата таа света тајна Евхаристија. И заради тоа прво ја преведува божествената литургија за да може на народот да му биде поблиску и посватливо, значи учеството во самата божествена литургија и примањето на телото и крвта Христови. Подосна се преселил во Охрид и оттаму развил голема архипастриска и просветителска дејност за целата поблиска и подалечна околина. Неуморно одел од село до село, од град до град и на разбирлив народен јазик со своите боговдаховени проповеди го разгонувал мракот од умот и срцата на своите сонародници. Често говорил за тоа дека нема добродетелен христијански живот без чисто верско догматско учење и дека нечистото догматско учење не е спасоносно ако не е проследено со богоугоден добродетелен живот. Првото го споредувал со слепец кој има раце и нозе, а второто со човек што има раце и нозе, а нема очен вид. Во Охрид Свети Климент му подигнал црква на Свети Пантелеимон. Господи, и нине и присно и во веки веков. Амин. Жизнодавца рочи, греха дево Адама избавила еси. Манастирот има неколку етапи на градби. Првата е во 9 век кога се обновувала постоечката црква, потоа по 11 и 13 век. Така функционирала до крајот на 15 век кога манастирската црква и сите конаци се урнати од еден висок османлиски судски офицер, кој што врз зидовите на црквата подигнал исламски објект Султан Мехмед џамија. Овој објект функционирал некое време за потоа да биде оставен на милост и немилост на времето. По 15 век со доаѓањето на османлиската власт, црквата се руши и се претвора во џамија, бидејќи ова место е најпогодно за атак на целото православие, бидејќи култот кон Свети Климент и општо кон Плаошник како големо светилиште е најголем и непроценлив. Со име на Бога и благодарение, во 2000 година, после најновите археолошки истражувања, се полагаат темелите на новата црква, односно на реновацијата на црквата, и во 2002 година градбата завршува комплетно и се осветува на денот, односно на празникот на Свети Климент и Пантелеимон, а тоа е 27 јули по стар стил. Негде околу 5 векови не постоеше црквата, постоја само основите или базата на старата црква,
која што денеска можеме да ја видиме, тоа може и да се види од натрешна и од надворешна страна, бидејќи е оставена една линија, метална линија, оловна, која што го покажува стариот дел. Црквата, благодарение на Бога, повторно се возобнови 2002 година, кога беше свечено пуштена во употреба, осветена. Во тој период и моштите на Свети Климент беа вратени во оваа црква, каде што впрочем и Свети Климент е погребан, бидејќи знаеме дека гробот на Свети Климент се наоѓа во самата црква. 5 векови тие се наоѓа во друга црква, се наоѓа во црквата Света Богородица Перивлепта, тоа се наоѓа кај Горна порта, а на самото пуштање во потреба на црквата, значи беа вратени на старото место, каде што и, како што спомнав, Свети Климент е погребан. Во внатрешноста има зачуван живопис од времето на нејзиното обновување во 11-12, од 13 до 14 век и остатоци од постари фази на подови кои денес се презентирани со подни стаклени површини. Стариот под во олтарниот простор и во наосот е возобновен со мермер врз основа на остатоци од стариот оригинален под. Поставена е мермерна олтарна преграда и резбани царски двери, иконостас и гробот на Свети Климент. На зидовите од северниот рем презентирани се откриените фрагменти од фреско живописот на старата црква. Под белите зидови се останките од претходната црква врз која е градено. Се што е можно да се зачува од фрески и од столбови е зачувано и врз неј е изградено. Во моментот зидовите се подготвуваат за фреско живопис, па со името на Бога се надеваме дека во скоро време ќе го добие и внатрешноста на црквата ќе добие она убавина која е заслужува исто како што е и од надвор. Се што е пронајдено како археолошки што е од археолошка и историска важност е сочувано и е така проектирано да се гледа, односно да не биде затрупано за да не се остави на временски заборав. Тоа може да се види стакленикот пред олтарот, каде што се гледа делот од првата црква. Тука исто така се гледаат гробовите, бидејќи околу некаде се спомнува голема бројка од околу 500 монаси каде што се закопувани во таа гробница и тоа е оставено. Таму е зачуван исто така е непокриен делот од мозаикот кој е останат и исто така од најголема значајност како што спомнавме се поставените фрески и столбови на првата црква. Со свечена богослужба се отвараат моштите и мноштво народ доаѓа на поклонение и нацеливање на моштите на Свети Климент. Се наоѓаме внатре во црквата на Свети Климент и Пантелеймон пред гробот на Свети Климент. Гробот на Свети Климент според житијата, односно според патеписите, е негово лично дело, си го копа сам, припремајќи се за својата смрт и работејќи по она девиза дека човек го вложува максималниот труд како да ќе живее 100 години, но е спремен уште утре да заврши со земниот живот. Гробот е на постоечкото место кое е, но во моментот кога Свети Климент го гради, тој се наоѓа надвор од црквата. Бидејќи споменавме дека во неколку етапи е градена и проширувана и обновувана црквата, во денешната изградба, па која врз последната преправка, се наоѓа внатре. Во 15 век моштите на Свети Климент се пренесени во црквата Света Перивлепта во Горна порта, како што се вели низ Охрид, и се нарекува Мал Свети Климент и таму стојат 530 години, се до 2002 година, кога се обновува Свето Климентовиот храм и со свечена голема литија се пренесуваат и се положуваат во ковчегот, односно во кивото. На денот на славата на Охрид и на Плавошник се вадат и се изложуваат и доаѓаат многу верници од сите страни на светот, од целата Охридско околие, и Струшко, и Дебарско, и Битолско, ретко кој не доаѓа, а и од останатите делови на светот доаѓаат поклоници, бидејќи Свети Климент е од секогаш чествуван како голем заштитник и на градот Охрид
и на православието воопшто. Исто и на 8 декември, односно на патронатот на Македонската православна црква, можете се вадат уште еднаш со свечена архиерейска богослужба и тогаш е исто така доста посетено ова место во манастир од голем број на верници кои се поклонуваат на моштите на Свети Климент.